Ono što vo ovoj projekt za mene беше интересно и значајно беше тоа што овој проект практично понуди една трета опција, да ја наречем така, трет пат. Тој трет пат, тој креативен пат, кој за мене можеби е најдолг и најтежок и најкомплексен и најскап, а тоа значи како да се влезе, како креативно да се надгради ова што ни се случи. Тоа е прв почеток за дискусија и јас кога го прифативме овој проект ја замислов токму оваа дискусија, не мислам на денес само, туку на тоа се надевав тогаш, бидејќи во тој период се уште имаше една еуфорија, се надевав дека ние ќе бидеме на некој начин иницијатори и дека едни од иницијаторите и дека ќе успееме некако да го канализираме тој разговор околу овој проект, така наречен проект Скопје 2014. Меѓутоа, за жал, мислам дека работите не се одвива онака како што еуфорично јас во тој момент ги очекував. Мислам дека мојот впечаток е, сега зборувам за себе, дека во овие 2 години од тогаш дискусијата и после шарената револуција и после тоа марширање и фрлање на боја и изразување на револт, одеднаш тој револт кон овој проект и кон се оно што ни се случи на општествен план некако не отиде во насока за која јас се надевав дека ќе оди лично. И еве и препуштам збор сега на Марија или така да. Благодарам. За нас како куратори, јас сакам да нагласам, иако на повеќе наврати сме го истакнувале, во самиот старт ни беше кристално јасно дека Скопје 2014 не го гледаме како проект, односно не го оценуваме како проект. Тој не е архитектонски проект по било кој основ или дефиниција на тоа што е архитектура и архитектонско проектирање. И неговата единствена вредност ја наоѓаме токму во тоа што тој постои во материјална смисла. Уште, да речем, поалармантно за нас беше што архитектонската професионална јавност всушност до таа 2017 година, велам и до ден денешен не е променето, немаше дајано никакви насоки како просторно би можело да се третираат овие ефекти од веќе Скопје 2014. И затоа ние всушност се нафативме да го гледаме, да гледаме нашата стварност чисто низ призмата на архитектурата, на просторноста и да на некој начин препромислиме оваа стварност со сите незина комплексност и многустранност која што ја носи. Чисто да објаснам и на таа фрагментарност во пристапот и во согледувањето и во пресоздавањето на токму тие 4 извадоци или ке речеме фрагменти од Скопје е всушност и самото по себе во спротивност на она соопфатна тенденција на Скопје 2014 која што сакаше да го гледа и да го создава градот како тоталитет во преку една хомогенизација на истиот. Наспроти тоа, велам, ние се залагавме и самата изложба е поставена така, проектите се водени да на некој начин не поддржуваат, да го поддржуваат јавниот тој слободен простор токму како
можност да се воспостави една целовитост на градот кој што ќе се базира на тие концепти на различитост и мноштвеност. Слободен, повелете ви. Да, благодарам. Да. Значи фокусот на денешната дискусија го гледам како продолжување на она што го работевме како проект и представување на Македонија во Венеција. Во кураторска смисла тоа се поклопува со нашето лично убедување дека современиот град е еден отворен и повеќе слоен систем кој инкорпорира различност, различни социјални, културни наративи кои што се допираат, кои што се преклопуваат, а всушност во таа смисла јавниот простор со 2014 ја изгуби својата амалгамска природа да ги врзува овие различни наративи и перформанси на современо живење. Секако, она што се случува со 2014 е многу битно, меѓутоа и во контекст на претходно кажаното од Зоран и од Марија, сакам да биде јасно зошто ние како куратори цело време го преколупуваме оваа идеја за јавен простор и 2014, бидејќи 2014 е некој ефект кој што е рецентен, нели, кој што се случи последниве 6-7 години, и ако можеме, јас се надевам и навистина се радувам на дискусијата и дискутантите дека ќе ги отвориме и приказките зошто тој ни се случи и какви се неговите, дали 2014 може да го препознаеме и во некои перформанси на градскиот простор што се случува и пред него. Идејата е за да дојдеме до некои заклучоци кои што ќе помогнат во трасирање на она што потоа. Мери, повелете. Сметам дека треба да почнеме да го разбираме јавниот простор на еден град како повеќе процесно ориентиран, отколку формално ориентиран. Мене посебно ми остави впечаток еден од проектите представени на Биеналето. Кога кажувам процесно ориентиран, затоа сакам да го наведам за да еве и публиката може ги види проектите и да забележи што мислам при тоа. Тоа е проектот за владата на Републиката, каде што се поставува објектот во една подолга временска траекторија, која што им се отвара на граѓаните во подолг временски период да следат некакви си промени на зградата од она што е денеска до она што треба да биде и до конечно ослободување на тој јавен простор. Јавниот простор секако е зависен од манифестира културолошки процеси во себе. За жал, она што е денешната состојба на јавниот простор во Скопје, таа ги манифестира и стварно културолошките процеси на себичноста, на дивењето на приватните интереси, на бизнис интересите, на едно нездраво живење во рамки на градот, небезбедно живење во рамки на градот. Значи сето она што е обратно од самата идеална дефиниција за јавниот простор, дека треба да биде колективно право, загарантирано за сите граѓани, без никаква исклучивост, да биде во прилог на општото добро, на здравието за сите, да се грижи за историските и мемориските фрагменти на една опстојност и така натаму. Филип, повелете. Барем за Скопје 2014 може да се дефинира како, барем за мене, тоа бидејќи лично учествувал во тие процеси, олицетворење на некакво насилство. Значи се она што се изгради, таа реалност која што Груевски ја изгради во некој краток период, баш ја промени таа, ја дефинира нова кореографија на градот. Дефинира Груевски на нова реалност. Тој Борис Гројс го вика за период на Сталин, за некој период на стил на Сталин, кога реалноста во тој период во Советскиот сојуз била дефинирана како уметничка реалност и некако чувството баш кога ќе поминуваш конкретно околу плоштадот и преку Камени мост, голем дел од тој зафат и го работевме во склоп на изложбата, баш дефинирање на уметничка реалност. Ти си обкружен со музика, звуци, скулптура, графика, објекти нови. Така што мислам дека за да се справиме со проектот Скопје 2014, прво треба да се договориме дека тоа е градежен зафат и резултат на не архитектонски, барем според мене, а и според повеќето или уметнички или културен проект, него е градежен зафат во кој што во основата има едно сериозно насилство. Nebojša, почнеме со вас? Да, и самиот сакав да поверам зборува. Самиот проект навистина смени многу работи.
инаку се согласувам дека не е проект во суштината на поимот, нели, проект и проективност. Меѓутоа, ајде да скусиме. Отпорот кој се создаде, уште ние тогаш не бевме ни свесни дека се најавува такво нешто, тука мислам на прва архибригада и идејата за да се подигне црква на плоштадот, непресано до плоштадот, отвори една многу важна димензија во македонското општество која претходно не постоела. А тоа е конфликтноста во јавниот простор. Настрана, дали Јанко Јади Бурек ги повикал православците, па православците тепа, значи, не заземајќи страна во овој момент, таа конфликтност, тој судир, е всушност суштината на тоа што подоцна Скопје 2014 го постави на дневен ред во македонската општественост. Затоа што тоа што е главната промена која овој проект ја донесе е токму растрашувањето на вечно уплашениот и нехрабар македонски субјект. Тоа е после беше логично да се случи и шарената револуција и секој ден во 6 и сите оние серии, можеби студентскиот парламент. Значи, таа една серија на мали ситни протести кои беа антагон, значи спротивставување, дисензуалност. Ја доведе оваа ситуација ваква како што е и сега расправите кои се во тек и најверојатно дури етичките позиции кои секој од нас во таа смисла на антагон нели ги носи во себе е каде е или каква треба да биде дисензуалноста сега. Така. Благодарам, Невоша. Владко, коментари? Мислам дека единствената позитивна работа од Скопје 2014 е што успеа да ја сензибилизира јавноста за значењето на јавниот градски простор. До тогаш таквиот сензибилитет не постоеше. До тогаш јавниот градски простор беше сам по себе прашање на работа на архитектите кои ја знаат својата работа и ја прават така како што треба, се предпоставуваше. Мислам дека по Скопје 2014 ситуацијата е драматично променета. Прашањето на јавниот градски простор, уредувањето на градскиот простор е прашање кој го засегнува секого и тоа е она што го направи Скопје 2014. Свесноста за значењето на јавниот градски простор, за просторот низ кој што се движиме, во кој што живееме, се радуваме, тагуваме и така натаму е нешто што е веќе отворено прашање на кое одговараат не само архитектите по сила на својата професионална ориентација, туку сите и тоа треба да биде така. Денес тоа прашање има и здравствена, тоест конотација на преживување. Не е само прашање на освојување на слобода и на право на град, туку право на живот, така што не е само она што збореше Лефевер. Они се едни од првите денес Харви, нели, с концептот право на град. Првите што почна 50-60 години да го проблематизираат јавниот простор во некоја посовремена смисла. И Лефевер тогаш бореше дека политичката моќ има склоност да го баш да го контролира, да го монополизира и колонизира јавниот простор и физичкиот простор, оттаму и презлегува моќта на спомениците на плоштадите, но и овој диахронискиот простор, времето, историјата, символите. Тоа се вкрсти во Скопје 2014, но досад. Секам да кажам во уводот неколку збора за собствената јавна позиција. Сметам дека упоришната точка од каде се обидувам да го согледувам општеството е јавната употреба на умот низ актот на бескомпромисна општествена критика. Исто така сметам дека оно што денес и овде се обидува јавно да действува, мора да се залага за човечките права, за јавните интереси, за повредените права и потиснатите вистини. Сметам и дека привилегијата да се занимаваш со јавната кауза изискува
критички рефлексивна дистанца во однос на сопствениот идентитет, културното наследство и општествените институции. Емфатична вера во јавноста сензибилизирана за рационална аргументација. Перформативно произведување на таа јавност низ актот на јавна употреба на сопствениот ум. Принципиелно потикнување на културата на разлики. Отвореност кон феномените на масовната култура, како и постојано доведување во прашање на сопствената елитна позиција. Одговорност за демократскиот развој на општеството во целина и така натаму. Значи, мислам дека тоа им фали, таа малку понаклазена кантовска грижа за заедницата и за созревањето. Кант тоа го нарекува просто влегување во полнолетство и преземање одговорност за заедницата. Нам ни фалеше овде. Ни фали се уште и во образованието и во, да речам, професионалните определби, и тоа придонесе за ваков, како кажам, фијаско. Благодарам, Колја. Дејан, ако можеме... Мислам, јас сакам да збориме повеќе за проектот, иако темата е јавен простор, и добро е да биде темата јавен простор, иако темата е пред 5 години со иницијативата го сакам ГТЦ е презборена, и таа мислам дека таа лекција треба да е веќе јасна, што е јавен градски простор, колку е во ГТЦ процентуално, и тоа веќе мислам беше јасно тогаш. Добро е и постојано се збори за јавниот простор. Околу компромисот ја гледаме можноста како се реагира, нели, на ова наследство наше од овој непроект Скопје 2014. Ги видовме акциите кои беа акции за промен на овој проект. Една е соостранување на постаментот на ќосето, која траеше со денови. Значи, еден постамент да се отстрани траеше со денови, и една втора интервенција на отстранување на владата, исто така една да не бидам престрог, една комична ситуација на тоа како е таа процедура на отстранување на таа ограда со скали кои се по 2,5 метри и така натака. Така да, еве да речеме, изгаснување на светлото, барем на дворешното на објектите од Скопје 2014 е можност која можеше да се направи како чин, како гест. Тоа не е направено, барем тоа, да има една символичка директна порака, тоа го нема, а може да се направи. Тоа зборува за некакви текови и не знам што е компромис, а што не е. Благодарам, Дејан. Мери, Филип? Ја накратко само еден коментар. Имав прилика да бидам придружник на еден француски новинар кој беше дојден да ја сними територијата на централното градско подрачје на Скопје во име, нели, на, како што Марија и Слободан тоа фино го нарекуваат, градежната офанзива Скопје 2014. При првата средба, на првото седнување, тој ме праша зошто се тревожите толку многу околу Скопје 2014, кога целиот град ви е во тотален хаос. Јас искрено тоа го доживеав како шамар, не шамар на гостопримливоста, туку шамар на собствената омлитавена перцепција кога живееш во деградирана средина цели 36 години. И во таа смисла сакам да потенцирам дека темата на јавниот простор и на она што му се случува на градот Скопје е многу поширока од проектот Скопје 2014. Искрено јас ја поврзувам со истите ефекти на онаа вечна транзиција во која што се наоѓаме од преодот од еден систем во друг, пропратена, нели, со различни приватизации, денационализации, сомнителни доделувања на земјишта, легитимни кражби. И Скопје 2014 во таа смисла го гледам само како еден етнонационалистички наратив залепен на овој транзиционизам доведен до екстрем. Значи, најголемиот грабеж што ни се случил пред нашите очи, пред нас, за релативно многу кратко време. Затоа сметам дека добро е што почнуваме преку овие дискусии, проекти, освестувања, протести и така натака, да пробуваме да си го враќаме доменот на јавниот простор во доменот на архитектурата и во доменот на граѓаните каде што припаѓа, затоа што се уште припаѓа во некои домени кои што на нас како на професија ни се страни. Значи, што е тоа? Антикорупцијска комисија, службите на МВР, порозниот правен систем,
но во секој случај за да се вратиме целосно во домените на граѓанството и на архитектурата мора да се понесе некаква одговорност. И овие други служби треба да си ја завршат собствената работа, нешто што не го гледаме дека воопшто се потегнува во последните 2 години. Филип, би сакале да додадете нешто на сето? Предизвикот би бил ова знаење кој што се генерира и од првите протести, и од текстови кои што се публикувани, конференции, како се во некој следен чекор да се организираме во некои нови форми на политичко делување, каде што јавниот простор ќе го отвориме кон граѓаните преку нивно вклучување, преку нивно активно вклучување. Значи, еве конкретно ако отвориме дупка во АЕК, не треба тоа да биде само чин на ново рушење или нов градежен зафат, него таа дупка треба да корелира со некакви функции на околината, потреби на граѓаните, потреби на различни групи. Така што тука ја го гледам некако следниот чекор на делување, некоја нова форма на некоја, како да кажам, партиципативно учество на повеќе фактори. И преку тоа можеби ќе се излези од полето само на архитектура или од полето само на одредена област, него ќе се. И мислам дека тој притисок може некако да помогне да има смисла отворањето на простор, да не биде уштено рушење и уштена контрареакција. За мене јавен простор е оној простор во кој што може да се влезе без рестрикции, без оглед на тоа кој е собственик на тој простор и без оглед на тоа кој го менаџира тој простор. Зошто ова го кажувам и го потенцирам? Затоа што кај нас постои погрешно разбирање за објектите пред се, кои што се, па и просторите, како дел од локацијата, кои што се приватна инвестиција, меѓутоа имаат јавен карактер. Ние имаме погрешна представа дека затоа што е тоа приватна инвестиција, таму правата на граѓаните се намалени. Не, ако тој објект има карактер на јавен простор, тогаш тој мора, иако е приватен, да одговара на одредени стандарди на функционирање на јавен простор. За мене, еден добар објект кој одговара на ова што пред малку го кажав е да ова архитекција повеќе ќе го разберете, ако треба ќе дополнам, е отприлике објект кој што може да се прикаже во основа со својата околина како што е Пантеон прикажан на Нолиевата карта на Рим. Тоа е карта за оние што не се архитекти, каде што се прикажани јавните простори и полујавните или просторите во објектите кои што се достапни на јавност. Значи, станува збор за едно испреплетување на простори и треба да заборавиме дека приватната собственост на еден простор го исклучува тоа него од јавниот домен, не, тој е дел од јавниот домен. Никој градот не го чувствува како свој. Никој ходникот не го чувствува како свој во рамките на колективните згради за станување. И затоа ни го оставаат ѓубрето, затоа се шкртаат. Тоа е една античка традиција која, за жал, тука била таква. Домусот е внатре. Надвор, во јавниот простор е сосема друго прашање. Така што, прашање сега на кој јавен простор треба да му се обратиме. Јас се обидувам од помладите колеги да разберам какво е нивното доживување на градот. Морам да кажам, колку сум разочаран дека тие немаат однос кон градот, немаат однос кон Скопје 2014. Имаме ние, кои сме дали професионално, дали од некој други, дали можеби дека сме стари, па сме загрижени за Скопје 2014. Тие немаат, значи не викам дека тие го одобруваат или го прифаќаат, тие немаат однос кон нив. Благодарам, Небојше. Само еден мал коментар на ова што Небојше го кажа во врска со изборот на работното место, можноста да се работи од било каде. Го спомна Нил Лич, а Бил Мичел му одговори многу убаво во овој контекст, или не му лично се разбира, за одмаздата на местото. Оној момент кога ќе можете да работите било каде, ќе го изберете најубавото место за да работите. И тоа е одмаздата на местото која е поврзана со сеприсутната дигитализација на секојдневието. Ако јас можам да работам од каде год сакате, јас знам точно од каде сакам да работам, онда ќе изберам таму да работам, а не да
ајде да не одам во детали. Одмаздата на местото повторно му го дава значењето на местото без оглед на тоа што се случува во киберпросторот. Да. И сега ќе ја вратам пак дискусијата од почеток, кога внимателно биравте зборови по однос на тоа, од една страна ја дадовте линијата радикално и недоволно радикално, и внимателно биравте зборови на она што е воздржано, скромно, да речеме, или балансирано. Мислам дека балансираност е неверојатна радикална, особено овие 4 коментари кои што ги дававме по однос на 2014, по однос на јавниот простор и по однос на овие ќе речам, како да кажеме, наративи просторни за што после 2014 јавниот простор што се врзани со венециското представување. И тоа баш ќе го искоментирам во контекст на просторните компоненти кои што ни ги нудат и менувањето на перцепцијата за простор. Ве молам, сите тие проекти таму, во најголем дел, отвараат можности за користење на нашиот градски простор. Ние треба да бидеме вака пресреќени доколку го дојдеме до тоа ниво да тоа го реализираме. Замислете, по оние лебдечки структури на владата, вие да инкорпорирате јавен зелен простор, кој што ќе биде во директна релација со делови од внатрешноста на таа зграда, тие конференциски сали и така натаму и така натаму. Замислете ние во шалтер салата на поштата да направиме надкриен плоштад, кој што ќе се поврзе со тоа што остана од делот надвор и ќе навлезе во структурите кои што 2014 ги ставија таму. Значи ќе ги промени нив. Да не зборувам за кеот на Вардар, односот на кеот на Вардар, платото пред МОП. Бушењето во сите тие објекти. Тоа е, ако тоа не е радикално, што би било радикално? И затоа се би сакал и можеби така да искоментирам. Што ве молам да завршам. Што е радикално? Рушење? Треба да го објасните што е рушењето. Лично, стратегијата за градот и Скопје 2014, што со него? Го гледам токму во одење чекор по чекор. Значи, не голема идеја. Не наеднаш сега ќе знаеме за наредни 20-30 години што ќе правиме. Не, напротив. Ризоматско ширење на една јасен и позитивен став во каков град сакаме да живееме. Вклучително сите овие работи што беа начинати од овие природни услови на природни карактеристики, енвиронментални проблеми, хазарди и така натаму што ги имаме, па се до овие социјални наративи кои што треба да ги проектираме за да создадеме една условно кажано здрава иднина. Значи стратегија која што се базира на вистина на одење чекор по чекор. Благодарам за оваа у мене вредна и плодна дискусија. Прашањето беше што после Скопје 2014. Да, тоа е тоа прашање. Што после Скопје 2014? За Скопје 2014 знаеме многу да зборуваме бидејќи не провоцира. Меѓутоа, онаа тивка вода понатаму што продолжува да тече, тоа е она што не интересира за понатаму. Благодарам.